Почитуван председател на владата, ќе ве замолам еднаш. Ова е некој четврти или пети пат да ви поставам прашање. Одговорете ми конкретно на прашањето без да кружите. Прашањето беше многу јасно, а ќе ви одговорам дел по дел, а дел од одговорите беа за вторите прашања, но тоа ќе го почекам да дадете официјален одговор, па да ви дам и одговор на тоа. Еве вака да симплифицирам. Сега вие велите, нема да ги прифатам контактите и идеите на еден човек, кој што излегува пред целата македонска јавност, а има општествена одговорност за тоа што го зборува, дека нема да ги прифатам тие контакти и идеи за да обезбедам суровини, за да произведам електрична енергија, која што ќе биде за поевтино дупло произведена за да ја користи стопанството, затоа што е од Христијан Мицкоски, затоа што е од ВМРО ДПМН, и ќе продолжам да набавувам суровини во износ од $2500 по метар кубен газ и по над 400 евра на референтната Хупекс берза за мегават час струја. Тоа значи дека стопанството ќе продолжи да ги плаќа овие цени, овие од тука ќе продолжат да ги набавуваат со тендер во 4 очи, затоа што 80% од набавките во 4 очи се склучени од АД Електрани на Македонија за да крадат пари. Нема друго објаснување. Нема друго објаснување на ова. Понатаму, не треба вие во вашиот кабинет да прибирате понуди. Вас ви е работа да ги слушате сите информации кои што ќе доаѓаат во медиумите. Затоа што пред 3 дена имав случај да бидам шокиран од непознавањето на информациите од економијата од вашиот заменик, кој што е одговорен за координирање на економскиот сектор, кој што се чудеше од каде ние сме имали информации за 2 компании од македонскиот деловен свет, а не ги прочитал соопштенијата кои што сабајлето беа извадени од истите тие компании, па не обвинуваше тука за шпионажа и за деловна тајна. Ова што се случува, ова непознавање, ова е аматеризам во водење на државата, го плаќаат граѓаните. И зошто? Затоа што некој не сака да прифати понуда, од некој кој што е супериорен во познавање, во контакти, кој што нема никаков интерес да ги понуди контактите, за да стопанството плаќа дупло поевтина цена за енергенсите, за да можат овие тука да распишуваат тендери, да крадат пари во 4 очи. Ете затоа. Тоа е одговорот на првото прашање. Немам дополнителни прашања, не можам никако да бидам задоволен од одговорот на ваквите катастрофални одговори и навистина жалам што све оваа држава, дури кога го плаќаат граѓаните, се сведува на крадење, на корупција и на криминал. Ви благодарам. Одговор на